Тензично и со постојани смирувања од судијата Андреј Димовски помина денешното рочиште на кое после долго време се сретнаа Катица Јанева, Боки 13 и Орце Камчев, тројцата дел од веќе затворениот случај Рекет. Бизнисменот Камчев си ги бара назад парите кои беа во фамозната торба Луи Витон. Според Камчев, Боки и Катица се здружиле и му изнудиле половина милион евра за отчутка да замине во домашен притвор во ноември 2018 година. Двајцата му барале плюс 8.000 евра за да не седне на обвинителна клупа за предметот империја. Средствата кои што ми беа изнудени и кои што ги барам како одштета се мои сопствени средства кои што биле предавани преку други лица, наведени во постапката, а за кои средства е потврдено дека се пренесени од мојата трансакциска сметка и за кои е платен данок. Со изнудените пари, тврдеше Камчев, Боки 13 со мајка му и семена пријателка заминал на шопинг во Италија и потрошил 200.000 евра на скапа облека. Камчев кажа дека токму чантата со која Јовановски дојде на денешното судење чини 200.000 евра, на што Боки драматично возврати дека тој носи чанта од само 2.200 евра. Во судница денеска не се појави Зоран Милевски Кичеец. Орце Камчев ја повлече тужбата за него. За торбоносецот Зоран Милевски Кичеец не случајно е повлечена тужбата, па во таа смисла Камчев нека си ги бара парите, онаму каде се договарал и нешто добил. И нека ги бара таму каде некој му дал гаранција. Тоа е Русковска. Ова за што сум тужен целосно го негирам, особено поради недореченостите во правосилната пресуда. Гласна беше и поранешната специјална обвинителка Катица Јанева. Во судница дојде од Идризово, дотерана со нова фризура. Постојано му реплицираше на Камчев. Халуцинира човекот, халуцинира. Поарно да чита, бидејќи вака многу халуцинира. Не остана рамнодушна ниту на долгото судење. Нема цел ден да седиме со Камчев во судница. Ние доаѓаме од затвор. Јанева тврдеше дека како специјален обвинител многу трпела влијание од страна на политичките партии, но не подлегнала и затоа се нашла во затвор. Судењето продолжува на 11 март, кога пред судот исказ ке даваа четворица сведоци на тужителот.